Невообичаено мирна седница на Советот на општина Штип. На дневен ред се најдоа 17 точки кои денеска не ги скараа советниците од власта и опозицијата. Дел од точките со мнозинство гласови, друг дел поминаа едногласно. Помина точката за членови на управен одбор на јавното предпријатие Стипион, како и одлуката за проширување на буџетот на општина Штип. Согласно барањето од Средното општинско училиште Јане Сандански за реализација на донаторски проект преку Еразмус Плюс програмата, се јави потребата од проширување на буџетот на општина Штип за 2023 година, од причина што консолидираниот буџет на општината се состои од основниот буџет, буџетот на самофинансирачки активности, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на кредити. Со оглед на тоа дека вршиме проширување во буџетот на донации, се во предлог одлуката се дадени зголемувањата на приходите на приходната страна на конто други општи и тековни донации и соодветно на ваквото зголемување на приходите е направена распределба на расходната страна на буџетот, односно планот на реализација на овој проект. Се одобрија средства за лекување на 37-та седница на Советот на општина Штип, а се даде согласност и за отстранување на градежен шут од Средното медицинско училиште. Ние со цел да овозможиме отпочнување на учебната година моравме да го изнесеме шутот од училиштето. Истиот е складиран во соодветен откупен центар за метали, направено е мерење согласно транспортот. 4 пати е изнесуван шутот од училиштето, имаме кантарни белешки со овластено лице од училиштето, барам од Советот на општината согласно член 36 од Законот за локална самоуправа, односно вашата надлежност да одлучувате за начинот на располагање со сопственоста на општината, да одлучите на која сметка да бидат префрлени парите од откупниот центар. Искрено, како училиште, со оглед на тоа што ние немаме друг дополнителен приход, единствен приход ни беше приходот од вонредните ученици, а веќе имаме една годишна забрана за запишување на вонредни ученици во училиштето, дополнителен приход немаме. Па би побарала доколку постои можност финансиските средства да бидат префрлени на сметка на училиште. На денешната седница на Советот на општина Штип се најдоа и годишните извештаи за работа на основните училишта за 2022-2023 година.